секој се чувствувам прекрасно кога сум кај вас на гости. Затоа што тука имам многу драги пријатели кои што ги знам доста време, со нови луѓе се запознавам и мене ми е стварно привилегија што можам денес да бидам со вас. Во Евангелието според Јован, прва глава, 18 стих, ни се дава еден вовед, ни се дава една рамка, една призма, низ која што ние можеме да го читаме остатокот на ово Евангелие. Јован 1:18 вели вака: Бог никој никогаш не го видел, единородниот син, кој е во крилото на Отецот, тој го објави. И кога ние го читаме ово Евангелие или другите, преостанатите три Евангелија, ние треба да го имаме ова на ум. Помеѓу другото, дека Христос не е само забележан како лик во Евангелијата, во биографиите, туку дека преку него ние дознаваме кој е Бог. Дека тоа што Бог го прави, всушност Исус го прави. Многу често знаеме, склони сме како луѓе да влеземе во некои абстракции, кој е Бог и не знам, вечен и бескраен. Тоа се концепти кои што ми ја тешко можам да ги разберам. Ама кога читам како Исус доаѓа до луѓето, ова што е запишано во Евангелието според Јован, јас добивам еден поинаков увид во тоа кој е всушност Бог. И сакам денес да читам еден текст кој што верувам дека ви е познат на сите вас. И овој текст се наоѓа во ово исто Евангелие според Јован во 5 глава. И ќе почнеме да читаме од првиот стих, и јас ќе читам, па потоа ќе кажеме зборува. Потоа имаше еден празник јудејски и се искачи Исус во Ерусалим. А во Ерусалим, кај овчата порта, има бања по еврејски наречена Витезда со 5 тремови. Во нив лежеа мнозина болни, слепи, куци и сушени, кои очекуваа да се раздвижи водата. Зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господов и ја раздвижуваше водата, и кој прв ќе влезеше по придвижувањето на водата, оздравуваше од каква било болест да боледуваше. Ајде да почнеме тука. Значи Исус во овој текст, во овој воведни неколку реченици во текстот, оди на кај празник. Значи сака да го празнува празникот во Ерусалим. И како и празниците наши денес, дали се тоа национални или се можеби семејни некои празници, верувам дека е подготвен да се среќава со луѓе, да види луѓе, да искуси радост, значи да искуси радоста на празникот. И оно што мене иницијално ме охрабрува е тоа што Исус не продолжува да оди на кај празникот, туку се врти и свесно одбира да биде таму каде што нема радост, таму каде што веројатно е оче и таму каде што е темно, таму каде што има многу болести. Ова е еквивалент на болница, на денешна болница. И кога ќе влеземе во болница денес, ние најчесто гледаме луѓе кои што се замислени, кои што чекаат некакви испитувања или пак можеби чекаат да им се каже дека се оздравени, но во ниедна болница, јас веројатно не сум сретнал болница во која што атмосферата е атмосфера на радост. Луѓе кои што имаат мака се во болници. Ова место, оваа бања, Витезда е такво место. И Христос скршнува од празникот и влегува во едно вакво место. И сакам да ви кажам една работа, оттамо ќе почнеме. Да немаме сомнеш дека сме му на терет на Бог кога преживуваме тешки моменти во нашиот живот и да мислиме дека нашиот однос со Бог след беништво на Христос е само радост и радост и радост и радост, туку да бидеме спремни токму со онаа емоционална состојба во која што се наоѓаме да дојдеме кај него. Дека не сме му на Бога на терет. Низ животот луѓе кои што се со авторитет не учат дека треба 10 пати да тропнеш за еднаш да ти кажат да и влези. И таму се чувствуваш како да си на трња и си викаш сега да не поставам некој погрешно прашање, па ќе земеш бомбонjera, па се извинуваш. Значи, знаете што, кога се молиме, ние не треба да носиме бомбонjeri и не мора да се извинуваме по 15 пати на Бог, затоа што Бог е Бог кој што ги знае нашите животи. И точно знае
каде јас и ти се наоѓаме. Ова е за мене страшно охрабрување. Значи за Бог кој што се открива во Христос има простор за радост и за празник, има простор и за тешки моменти. И токму затоа Павле, верувам, рефлектирајќи на тоа што Исус го кажа, вели вака: плачете со оние кои што плачат и радувајте се со оние кои што се радуваат. Плачете со оние кои што плачат и радувајте се со оние кои што се радуваат. Исус е спремен да се радува на празникот, одлучува да покаже нешто што е за мене фасцинантно и да покаже Божјата љубов и благодат. И дека таа не е ограничена на луѓето на кои што им е добро во животот, туку дека влегува во едно вакво место. Видете го описот. Вика: во ниво тие 5 трема лежеа мнозина болни и слепи и куци и сушени, кои очекуваа да се раздвижи водата. Тие се таму и се надеваат дека ќе има некаков спас за нив. Едно место на длабок очај и на очајничка надеж. Секој од нив гледа во таа вода и си вели: ако се разниша таа вода и ако влезам прв, може би ќе се исцелам или ќе се исцелам, што и да е исходот. И имаше таму еден човек кој боледуваше 38 години. Кога сме болни 38 минути ни е многу, или 38 сати ни е многу, овој човек боледувал 38 години. Кога Исус го виде како лежи, знаејќи дека многу години боледува, му рече: еве го фасцинантното прашање кое што Исус му го поставува. Сакаш ли да оздравиш? Нели е малку чудно? Јас сакам да бидам искрен со текстовите. Не сакам да кажам: сакаш ли да оздравиш, слава ти Господе за ова прашање. Ја викам: Исусе, како можеш да му поставиш вакво прашање на човек кој што е во таква мачна состојба? Дали сакаш да оздравиш? Нели е логично он да сака да оздрави? Нели е тоа излишно прашање? Нели е дури, ајде да кажам, невкусно прашање? Човекот лежи 38 години и Исус му поставил прашање: сакаш ли да оздравиш? И болниот му одговори: да, Господи. Може да уште погласно му кажал: да, Господи. Само немам човек што ќе ме спушти во бањата кога ќе се раздвижи водата, додека јас да дојдам, друг слегува пред мене. И тука ние насетуваме нешто друго кај овој човек. Нешто што е можеби македонско, нешто што да, и да речат да, обавезно, и после тоа ама има 40 минути проповед, така, од кои причини тоа нема да се случи. Сите ти викаат да така ќе биде, и после тоа 40 минути, абе знаеш, да бев помлада, сега да имав завршено или да немав завршено, да живеев не ваму, да живеев онаму, тогаш тоа да се случеше, иначе да, секако да. Значи, апсолутно да. И човеков е парализиран. И човеков е парализиран на начин на кој што сме, верувам, многу често ние парализирани, не може би физички парализирани, туку парализирани во наши состојби, парализирани во нешта кои што ни го оневозможуваат нашиот раст во Господ. Тоа што Бог го бара од нас, таа трансформација која што Бог нас ни ја дава, ние таа парализа, од една страна си викаме да, и од друга страна викаме: Боже, ма ти не знам дали знаеш дека јас таа парализа, има таму корени, тоа не е прв пат, тоа јако имав 10 години, јако имав 15 години, и Бог, знаете што вика Бог кога ние толку многу детално му објаснуваме? Прв пат слушам дека за ова. Јас се извинувам, не бев свесен за твоја ситуација. Да не ми кажеше, ја немаше да знам дека ти си ваква ситуација. И мислам дека често пати во нашиот живот се наоѓаме во некои такви парализи, животни парализи, кои што некако вака гласат. Да парафразираме на народна наша поговорка: сакаме трансформација, сакаме ослободување, сакаме сила и молиме Бога да не ја добиеме. Сакаме ослободување и сакаме сила и молиме Бога да не ја добиеме. Знаете што е прашањето за овој човек? Знаете ли зашто Исус му вика: дали сакаш да оздравиш? Ова прашање е сосема легитимно прашање. 38 години човекот го заснива својот идентитет. Овој човек, болен човек, го заснувал својот идентитет на неговата парализа. И кога него го прашува: ти што правиш? Парализиран сум и тука лежам и луѓе ми носат храна и јас сум тука и мене е тешко и чекам водава, ама гледаш,
другиве бар има некој да ги подигне, мене нема никој да ме подигне. Човеков, Исус, го соочува овој човек со ова прашање на исти начин како што и мене и тебе не соочува со истото прашање. Со прашањето на одговорноста на нашите животи. Илија е пастор и мене ми е драг колега и многу често има една пракса. Пасторе, имам парализа, ова или ова, и ајде ти помогни ми, и кога ние обично ќе кажеме, добро, ајде ги видиме корените на таа парализа, ајде го видиме коренот на гревот. Не, јас си помислив дека ти само ќе се помолиш за мене и ќе бркам работата. Таман работа, ја да се соочувам со работи кои што ми се многу мили. И после некое време, кога пасторот ќе инсистира дека и ние треба да се вложиме во тој процес на трансформација и да преземеме одговорност, станува недобар, станува лош и као ја мислев дека ќе се помоли и све ќе снема, а ја еве уште се мачам со моите парализи, со моите работи. Значи ова е прашање за парализирањето, ова е прашање за мене и за тебе, за наши парализи во нашиот живот. Знаете што е парализа? Честа парализа во Македонија. Песимизам. Песимизам. Кога сите ние упорно се убедуваме дека не бива и не бивало и нема да не бива никогаш. И знаете што ќе ви кажам? Ако сакате да живеете живот целосно спротивен на оно што Бог го сака за нас, повторувајте си го тој песимизам секој ден. Ја би рекол 3 пати, како на минимална доза, ако сте стварно загрижени да сакате да напредувате во песимизмот, по 5 пати би рекол на ден. Уште подобро, направете си мала група на ваши пријатели, со кои што тоа ќе го споделувате, како не бива и нема да не бива. И тоа знаете како? Тоа е нашето семејство можеме да го ставиме во такви категории, нашиот град може да го ставиме, нашата држава, црквата може да биде исто така корен еден таков песимизам. И знаете што ќе ви кажам? Ја не познавам човек кој што е песимист во неговата суштина и кој што во исто време е радосен и доживува Божја трансформација. И денес, ако имаме ние песимизам, ако ние си викаме, знаеш што, може би сме премалку да направиме разлика во Скопје или во Македонија, и цело време тоа нешто го повторуваме упорно. Знаете што ќе ви кажам? Тоа нешто ќе стане дел од нашите животи. Тоа нешто ќе го видиме. Зошто? Зашто што го прифаќаме како основен светоглед. Така ќе огледаме светот. Песимизам. И знаете што? Далеку е од лесно да се живее во Скопје и во Македонија. Ама мислам дека ако ние се откажеме од силата Божја, ако ние се откажеме од силата Божја, ние влегуваме во една формална религиозност, која што според мене е поопасна од било кој вид на атеизам. Како што вели на друго место во Новиот Завет, да парафразирам, си прават муабети за Бог, а од силата Божја се откажале. Тоа е многу страшен момент. Тоа е страшен момент за било кој од нас. Кога ние се откажуваме. И кога сме ние песимисти, ние знаете што викаме? Дека Бог не може. Дека Бог не е во состојба, дека Бог не може да разреши ситуации во мојот и во твојот живот. Тоа е апсолутна невистина. Тоа е апсолутна невистина. И веднаш оздраве човекот, ја зеде постелката своја и одеше. И тој ден беше сабота, и кога ќе прочитаме дека тој ден беше сабота, доаѓа една многу интересна екипа, кој што се нарекуваат фарисеи. И ја многу често во мојата глава си го пуштам оној империјалниот марш од Старобот. Значи доаѓаат луѓето, видите? Доаѓаат луѓето на кои што не им е мило некој да биде исцелен, ако тоа не подлежи нивна заверка, ако они не стават печат на а где е печат, значи ако нема нивни печат, ако нема нивни подпис, еден надмен однос дека Бог треба нив да ги праша како да работи и кого да исцели. Исус 100 пати им вика, вие ќе ви падне едно јагне од 2 кила, па се туткате, па го вадите, па леле отиде јагнето, вика, а човек кој што вика толку време бил заробен за вас, нема одобрение. Вие не сте му дале одобрение. Тоа се тие фарисеи. Тоа е таа сабота. И песимизмот може да биде еден начин како
Јас и ти можеме да бидеме во робство. Алчноста може да биде големо робство. И знаете што ќе ви кажам? Алчноста не е греф и порок само на богатите. Човек може да нема и да биде алчен, и човек може многу да има и да не биде алчен. Зошто? Затоа што е тоа работа на срцето. Еден од најголемите проблеми во нашата држава, според мене, е што ние многу често сме многу алчни и многу мрзливи. И тоа, значи, комбинација на алчност и мрзливост. Сакаме многу, ама сега тоа некако пастор да се помоли ако може, и у банка одма да се сменат цифрите наши. Ако најдете таков пастор, јас сакам да го запознам, да ми биде близок пријател. Алчност, мрзливост. Знаете кој е исходот на алчност и мрзливост? Мака, голема парализа, завидливост, споредување. Си викаш, многу сакам, а ништо не ми се прави, и после си викаш, ама ово е вака, ама ово е напред поише, оно е напред поише. Цели генерации воспитувани со таа завидливост. Цели генерации. Парализа на завидливост. Зависта, знаете што вика? Ти мене ми должиш нешто. Животот ни должи, нема да помине многу време, ќе дојдеме до заклучок дека нас Бог ни должи. Многу луѓе, искрено, се одат од црква, затоа што во црква доаѓаат за Бог да им ги исполни желбите. И сега една желба не е исполнета, втора, трета, ќе си барам друго место, значи. Списокот останува ист, ама ќе мораме да го менуваме тој на кој што се обраќаме. И дали е тоа, да кажеме, оваков еден цинизам, дали е тоа завида, дали е тоа алчност? Значи, сите тие нешта во Стариот Завет, иако тоа можеби не е нас, или не е толку очигледно на прв поглед, се нарекува идолопоклонство. Идолопоклонство што значи у принцип? Кога ние еден аспект на животот ќе оставиме над се друго и над Бога. И кога ќе кажеме дека мене ми е најважно ова нешто, поважно од било што друго, и тоа нешто не цели, и не цели, и не цели. Не цели. И доаѓаме во ситуација, знаете каква ситуација? На замор кој што не можеме да детектираме од што е. Ако работиш физичка работа, знаеш, си изработил, си кажеш, има замор, ама има и радост у тој некој замор, затоа што си завршил работа. А кога сме заморени и кога немаме причина, мислиме дека тоа е добар момент да застанеме и да кажеме во ред од каде замор. И можеме да имаме целосно легитимни причини за заморот, ама често пати и ова еден текст во Стариот Завет кој што зборува за замор кој што произлегува од ваква идолатрија, од нешта што не цедат. Знаете што е идолатријата? Тоа е истоштеност, тоа е истоштување наше. Истоштување. Кога ние нешто што нема капацитет да биде Бог во нашиот живот, го ставаме на некакво Божјо место. И знаете што? Нека не залажат оние имиња кои што се дури чудни за изговарање, како што се Астарта или Баал. Тоа се во принцип, ќе ви кажам, концептуални божества. Тоа не се само божества, никој не верува во парче дрво, ме разбирате. Тоа парче дрво или парче мермел или што иде одговара на еден концепт. И тој концепт е тој кој што всушност е значаен. Не дека некој имал поголема брада на таа статуа или не знам, имал коса подлога или пократка. Концептот кој што се крие позади тоа, кој што оваа статуа го представува. И тука има едно големо ветување кој што се наоѓа во Исаја 40 глава. Исаја 40 глава, јас на одреден начин, иако нема директни текстуални паралели, ама ова што го читаме во Јован 5 глава е еден од тие моменти во кој што ова нешто станува вистина. Станува вистина во животот на овој човек што 38 години бил парализиран и оздравел и станал и земал својата постелка. Ова е Исаја 40 глава и читаме од 27 стих. А како говориш ти, Јакове, и велиш Израеле, патот ми е скриен од Господ,
делото мое е заборавено пред мојот Бог. Зар не знаеш, зар не си слушнал дека вечниот Бог кој ги создал и краиштата на земјата не се изморува и не се изнемоштува. Неговиот разум е неиспитлив. Да појаснам барем малку. Јаков Израел постава ово е прашање на заборавеност од Бог. Значи, народот Божи во еден момент си вика, ние сме заборавени од Бог. Мислам дека во Македонија многу често можеме дојдеме до таков заклучок. Ние сме заборавени од Бог. Се молиме, не знам, за членови на фамилија, некако не се доближуваат превише до Бог. Се молиме за некои други работи, заборави. Исаја вика, зарем не знаеш и не си слушнал дека вечниот Бог создал се, значи и да сака не може да заборави, и да сака мојот и твојот живот, нашиот пат како цркви во Македонија не може да му биде сокриен. И вели вака, тој му дава сила на уморениот и му дарува јачина на изнемоштениот. И еве го големото ветување, кој што сакам јас и денес да го земеме. Се уморуваат и момчињата и ослабуваат, и млади луѓе паѓаат. А оние кои се надеваат на Господ, ќе ја обноват силата своја, ќе кренат крилја како орли, ќе трчаат и нема да им биде тешко, ќе одат и нема да се уморат. Амин. Тоа е ветување Божјо. За секој, значи, почнува со констатација, се уморуваат момчињата, ќе речеме, и момчињата и девојчињата, значи без разлика, сите ние се уморуваме. Сите ние, за жал, во нашиот живот ќе имаме ситуација во која што ќе влеземе во некакво идолопоклонство, нешто во некаква парализа, нешто те парализира, нешто ме парализира. И вика, и млади луѓе паѓаат, ама вика, оние кои се надеваат, клучната надеж во Господа. А оние кои што се надеваат на Господ ја обноват силата своја. Ќе кренат крилја како орли, ќе трчаат и нема да им биде тешко, ќе одат и нема да се уморат. Ќе трчаат и ќе одат и ќе кренат крилја како орли. Значи не само Бог што е во можност да не постави во оние природни нешта во смисол на чекорење и на трчање, Бог сака од нас да направи работи за кои што веројатно ние не сме во моментов свесни. Да расшириме крилја и да надминеме дури наши природни капацитети и да бидеме она што Бог го сака. Ова за мене оние кои што се надеваат на Господа. Ова е повик јас и ти да се надеваме на Господа. Со Зод сме ја пееле многу пати, низ безбројни битки минуваме пак и Господ се бори за нас. И знаете што, сме биеле битки и големи и мали, и може би сме во ситуација која си викаме не може, битките се премногу, и Бог вика, надеж, надевај се на мене. Надевај се на мене, зашто јас уште не сум завршил со тебе, јас имам уште многу нешта. Ако сега денеска во моментов не можеш да одиш и да трчаш, надежта во мене ќе те обнови, не само што ќе трчаш, не само што ќе одиш, туку ќе расшири крилја како орел. И јас верувам дека вие како поединци и вие како црква, дека тоа е Божји збор за вас денес. Да дадете, да насочите надежта ваша кон Бога, кога славите на крилјата на Светиот Дух да славите. Кога досегнувате преку силата на Светиот Дух да досегнувате. И да бидете црква која што ќе направи ненормална разлика и во Скопје, и во Македонија, на Балканот, секаде. Затоа што тоа е Божја волја. Затоа што тоа е Божја волја. Затоа што Бог сака така да го употреби. И продолжете на тие крилја на ветро. Вие знаете дека во Стариот и во Новиот Завет зборот за дух и за ветер е истиот. Руах или пневма, како сакате. Тоа е тој ветер што може мене и тебе. Знаете што? Кој сме ние? Кој сме ние? Ние сме нешто само затоа што Бог нас те повикал. Да се спасиме и да се вложиме во Неговото царство. И нека биде ова вашата црква од срце ви посакува. Црква на Божи крилја. Која што ќе се возвиши, не заради сама себе, туку ќе се возвиши таму каде што Бог сака да ја постави. И да привлече луѓе
кои што се во потреба на спасение, а тоа, знаете кои се? Тоа се нашите семејства и нашите пријатели и колеги, и да види чуда, и да види знаци, какви што до сега никој не видел. Амин.